Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме леп со маслинки. Што би правеле без леп? Тој е навистина прекрасен прехранбен производ и има главна улога во секоја култура во светот. Релативно е лесен за правење и правењето леп е активност која многу смирува и ви дава време да размислите и да се осврнете на тоа што ви се случува во животот. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 900 грама бело брашно, 450 мл вода, 3 кафени лажички шеќер, 3 кафени лажички квасец, 1 супена лажица сол, 100 грама црни маслинки, 100 грама зелени маслинки, семе од сусам и маслиново масло. Време е за сечкање. Овде користиме мешавина од зелени и црни маслинки. Тоа ни дава различни бои и различни вкусови. Малите црни маслинки имаат овошен вкус и се сочни. Зелените маслинки се малку горчливи, што ни дава различни нијанси на вкус низ целото тесто. Ставете ги шеќерот, квасецот и маслиновото масло во водата, измешајте и оставете ја смесата да отстои најмалку 5 минути. Тоа ќе му помогне на квасецот да се активира. Земете голем сад и во него ставете 900 грама брашно и 1 кафена лажичка сол. Направете дупка во средината и во неа сипете ја смесата со активираниот квасец. Мешајте ја смесата, ставајќи ги и маслинките и превртете го тестото на работната маса. Убаво измесете 5 до 6 минути додека да добиете мазно тесто кое лесно се контролира. Ставете го во сад намачкан со масло, покрите го и оставете го на топло место 1 час да стасува. По 1 час извадете го, удрете го неколку пати и оставете го да стасува уште 30 минути. Пред да го ставите тестото во рерна, покрите го во тавата со маслиново масло и семе од сусам. Ставете го во рерна на 150 степени 45 минути. Ова е голема векна и потребно е доста време да се испече однатре. Време е за сервирање. Кога ќе го извадите лебот од рерна, оставете го да се излади и потоа исечете го и сервирајте го со убаво парче путер. Лебот со маслинки е класичен италијански рецепт кој можете да го испечете во рерна, па дури и во фурна во дворот. Зошто во тестото да не ставите и домати сушени на сонце или свежи билки? Овој леб е толку вкусен што ќе морате да внимавате да не го изедете пред да дојдат гостите. И не заборавајте, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели!